Ирското да за Лисабонскиот договор значи да и за непречено проширување на Европската Унија. Еден од елементите од овој договор клучен за Западниот Балкан како регион најблизок до зачленување во Унијата е институционализирање на процесот на примање нови земји членки, вклучувајќи и Македонија. Тоа е враќање кон основната идеја на Унијата, вели Андреја Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Лисабонскиот договор не утврдува листа на држави, туку повторно се враќа на првичната формулација од Амстердам дека сите европски држави ќе можат да се надеваат на пристапување во Унијата. Тоа значи дека ќе можеме понатаму да продолжиме со преговорите и ќе утврдат систем по кој ќе се утврдува институционалното учество на секоја од државите. Анализите на експертите во Брисел се дека неуспех на Лисабонскиот договор не би го попречил, туку би го отежнал на тамошното проширување, кое наместо да се стави во правна рамка, би останало подложно на влијание на политичкото договарање меѓу постојните земји членки. If and when the Lisbon Treaty enters into force, it will be much easier to move on with that kind of agenda. There will be no excuse, there will be no source of delay in that particular respect. Договорот во суштина покрај формално укинување на пречките за проширување носи дополнителни 3 новини. 70 на нови заеднички политики на Европската Унија, промена на институционалната структура на ЕУ и воведување на човекови права како нова заедничка политика, што се смета дека ќе биде многу важно за Македонија кога ќе стане дел од Унијата. Ќе биде далеку поедноставно Македонија да ги застапува, да ги брани интересите на своите во другите држави. Во оној момент се разбира кога ќе станеме дел од Европска Унија, меѓутоа и до тогаш правата на државјаните на Европската Унија ќе бидат заштитувани од Европскиот суд за човекови права. Но успехот на Лисабон не зависи само од ирците кои минатата година го отфрлија истиот договор. Уставниот суд на Чешка по приговор од група конзервативни сенатори денеска донесе одлука со која му забрани на ионака евроскептичниот председател Вацлав Клаус да го потпише договорот кој веќе помина во дводомното собрание на земјата. Најдоцна за еден месец судот ќе се произнесе.